20.000 денари да биде најниската пензија, побараа денеска штипските пензионери, како и линеарно за сите покачувања на пензијата. Остануваме на ставот, како прва точка, линеарното покачување да важи за сите пензионери. Втора точка која утврдивме, да се минимизира најниската пензија. Значи, ние сега нема да го утврдиме лимитот, има различни идеи, некаде се движи околу 20.000 денари. Значи, интенцијата е да се покаче најниската пензија. Штипското здружение во целост ги подржува барањата на пензионерите. Затоа иницира собирање на потписи кои во понеделник ќе ги достави до ресорното министерство. Во меѓувреме, од денешниот протест пензионерите ги изнесоа и овие барања. Пензии, 50.000 пензија и да биде 4.000 на сите. Линеарно скалесто да биде. Јасно ли вие што кажувам? Мојата пензија е 12.000, 3.000 и на 50.000, ако е твојата 5 ќе биде 3.000. На мене ќе биде 5, на тебе ќе биде 2. Линеарното покачување пред се го бадаме за најниските категории. Значи, тај од 12 бар да дојде пристоен до 16-17. Да се изборите тие што се сами починати сопружниците, да и се даде од мажу или од жената додаток до пензија. Нема само ја мојата да ја зимам, а мажу ми починал, ништо не зимам од него. Како на друго место и тука да се додаде 3, 2 до 5.000 да се даде, барем дрве да си купиме со тие пари. Надписи на социјалните мрежи пишуваше пензионерите тријатраци со 6% тријатраци. Како не ги е срам, ке ве мола. А тие зема 78%. Од која економија? Од кое стопанство? А за нас, за овај народ работен, 40 години што е работил и што има само 6%. Срамно, понижувачки е ово за сите нас. Освен барањата, ја повикаа и претседателката на Сојузот на пензионери да дојде во Штип. Не да пракате, да речеме у Скопје, ќе ја дотерате тука председател на пензионерите на Македонија, тука да дојде у Штип. Ќе дозволите, ќе го питате градоначалникот, нека не го ослободи културниот дом. Или културниот дом или големата сала. Она нека дојде, не може да ви инвалиди пензии да стојат тука, кој има нога скршена, кој не може да стоја, кој нека дојде председателката. Не може министерката да има 700.000 покачување годината. 700.000 покачување има. Со 10.000 покачување има, значи со 10.000 пензии има покачување 7.200 денари во годината. 100 пати бега министерката од најмалата пензија. На 15.000 покачување министерката бега 70 пати. Не вие да одете у Скопје, нека дојде она. Ако не е способна, нека си даде оставка. Доколку власта остане глува, пензионерите ќе ги казнат на следните избори. Доколку не ни качат линеарно, пензионерите са гласачка машинерија. Од нашите гласови седат во фотелите, да знаат дека ќе се соочат со пензионерите. Пензионерите, кога ќе дојде гласање, има да бидат казнети на овие избори. Ова мене, пенкалото е завршен крај. Ние да им пресудиме 334.000 пензионери сме. Во нас е пенкалото и да ги казниме. На протестот се формира и иницијативен одбор што во нивно име ќе ги застапува пред надлежните владени институции. Во меѓувреме, пензионерите се известени дека сумата од најавеното покачување од 6% е веќе одобрено и тие пари им се на располагање. На списокот на Штипското здружение фигурираат над 10.000 пензионери.